Еколошкото здружение кај Макчалан со седиште во Мариовското село Маково започна иницијатива за брендирање на мариовскиот мед. Оттаму вела дека често се среќавале со случаи каде продавачи кои произведуваат мед во друго подрачје, при продажбата да го користат името мариовски мед, па затоа започнаа со иницијатива да го заштитат географското потекло на мариовскиот мед, кој се произведува во чиста и еколошки незагадена средина. Производителите што сме од тој регион се осеќавме на некој начин, како да речам, имавме некоја нелојална конкуренција. Многу, да речам, ајде пчелари, меѓутоа некои препродавачи, можеби или не знам какви се други продавачи на мед кој не е произведен токму таму во Мариово, го користеа називот мариовски мед при продажбата. Значи тоа ни правеше и нас некоја нелојална конкуренција, меѓутоа исто така и граѓаните на некој начин беа, да речам, излажани. Сакат можеби да си набават токму таков мед, меѓутоа од друго место беше. Тоа не натера сепак да го заштитиме, значи географското потекло на овој производ. Стратегијата за брендирање на мариовскиот мед беше промовирана пред експерти од странство, представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и пред локалната самоуправа во Новаци, од каде се согласуваа дека е потребно брендирање и заштита на мариовскиот мед. Јас секојаш сум навистина таквите брендови треба да ги форсираме и да ги зачуваме и да ги поттикнуваме. Имаме такво нешто сега со медот, бидејќи тука во овој дел, Мариовскиот дел, имаме чиста еколошка природа, каде што може да се произведува и мед, и други овие сточарски производи, како што се млеко, кашкавал, па сирење, и сакаме да брендираме од овие производи некој да стои брендот мариовско сирење, мариовски качкавал и така натаму. Од еколошкото здружение кај Макчалан вела дека во тек е изработка на елаборат за брендирање на мариовскиот мед, кој опфаќа физичко-хемиска анализа, анализа на терен и така натаму, а целата процедура се очекува да заврши за 1 година. Инаку кочански ориз, тетовски граф, малешевско сирење, охридски чај и македонски ајвар се само дел од вкупно 18 македонски брендови со заштитено географско потекло според меѓународните процедури.